Разговараме со директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Ово утро наш гостин. Добро утро. Добро утро. Се чини дека секогаш кога има некој проблем, вие сте тука кај нас, па денес ќе се обидеме малку да збориме и за актуелните проблеми и да дадеме одговор колку сме подготвени за не дај Боже ситуации, како што се вели. Поплавите кои што се случија во Делчево, во Прилеп, изминатите денови нема да бидат само единствените градови, со тоа што УХМР најавува дека дождлив ќе биде до крајот на јуни месец, јули и август месец. Кои не се критични точки ни издржава? Прво да направиме една дистинкција, една разлика помеѓу поплавите. Верувам дека вашите гледачи ги имат гледано снимките од Украина, каде што пукне една брана, односно беше срушен дел од браната и водот од брана истече и спасувачите со чамци се движеа помеѓу куќите. Зборуваме за поплава каде што нивото на водата е неколку метри. Да. Големите поплави во Србија пред неколку години во кои што загинаа луѓе. Нашите поплави сепак се многу мали споредено со овие поплави и за сега не ги загрозуваат човечките животи. Се работи за поплави кои што се непријатни и предизвикуваат материјална штета. Луѓето кои што се сега затоа што ние сме имале поплави со човечки животи, Стајковци, не зборувам за сегашните. Да, во Стајковци беше поплава. Тоа беше, да. Но таму се работеше за така наречена 1000 годишна вода и можноста да се случи такво нешто е многу мала. Овој период од годината, секоја година имаме обилни поројни врнежи. Оваа година се малку, би рекол, појаки дождовите. За кратко време на мала површина паѓа голема количина на вода, која што не може да биде собрана во атмосферската канализација или во фекалната канализација. Но од друга страна би сакал да укажам на тоа дека земјата беше исушена. Нашите брани, вештачките езера беа полупразни, а некои многу празни. Состојбата во некој од нив беше алармантна. Преспанското езеро се празни секоја година. Состојбата е се полош и полоша, така што овие врнежи, меѓу другото, имат и позитивна страна, бидејќи водата и тоа како е потребна на земјата. Со тоа што штетите од овие мали поплави се големи за оние кои што се засегнати. Значи, луѓето чии што подруми се зафатени, но обично фотографиите кои што се движат, кои што можеме да ги видиме на социјалните мрежи, изгледат многу пострашно, но оваа вода после еден час ја снемува. И никој нема да се удави, никој нема да загине. Штетата која што е предизвикана има начин како граѓаните да бидат обештетени, за тоа треба да се погрижат општинските власти, локалната самоуправа. Има голема материјална штета со оглед на тоа дека вас прв ве побара. Видете, поимот големо исто така е дискутабилен. Голема е за оние кои што се засегнати, но штетата не е таква да ја загрозува државната безбедност, да биде прогласена кризна состојба. Значи, ова поплава повеќе би ја нарекол непријатна за државата, тешка за оние кои што се засегнати, да не ги забораваме земјоделците, чии што посеви се уништени или оштетени и од градот, но и од силните врнежи на дожд. За жал, горе-доле дел од нив се навикнати, бидејќи ова постојано и се случува. Некогаш со поголема штета, некогаш со помала штета. Тоа е ризикот на земјоделието кај нас, особено од град кој што знае да предизвика големи штети. Конкретно во сите градови кои што се поплавени, имаме од 2-3 до 10 куќи. Изборуваме за подрумите, во кои што во неколку наврати е побарана помош за испумпување, но пумпите кои што ги праќаме таму се бескорисни, затоа што водата е многу плитка. Имаме една педа вода, 15 сантими, 20 сантими. Пумпата е бескорисна. Како да им се помогне на луѓето? Па, како да и се помогне на луѓето, државата да и помогне, видете, има начин како, тие самите луѓето се снаоѓат, но сакам да ви кажам дека поплавите, кога би имало неколку метри вода, тогаш пумпите се корисни. Значи, пак ќе повторам, зборувам за непријатни поплави, кои што обично се случуваат во неколку куќи, 10 куќи, 15 куќи, претежно подрумските простори или приземните простори и генерално поголем дел од овие поплавени простори се наоѓаат на места каде што релативно редовно се поплавени, бидејќи самата местоположба
на куќите е таква да и атмосферската канализација дополнително видите, некои места еве на пример на Велес зборуваме за оние ридови кои што се многу стрмни, затоа што ваквите состојби отвараат прашања кои не се критични точки и реално колку сме ние подготвени за да одговориме на вакви ситуации, познавајќи ги тие критични точки. Safety first. За нас како Центар за управување со кризи на прво место се животите на граѓаните, нивното здравје и материјалните добра. Овие врнежи кои што се очекуваат и во следниот период, полека ќе ја губат силата, но не очекуваме да бидат загрозени човечки животи. Ние предупредуваме граѓаните да бидат внимателни при движење покрај река, покрај суводолици. Некој мал поток по кој што тече многу мала количина на вода, при силен пороен дожд низводно, доколку има поголемо сливно подршје, за миг може да се претвори во буица, да биде надојдена река. Ние постојано предупредуваме. Уште во средината на мај ние имавме пресконференција, која што беше релативно добро пренесена во медиумите, во која што предупредивме дека не очекува нестабилно време со силни поројни врнежи кои што може да предизвикат локални поплави. По најавите од УХМР. Како што и сега ги прават најави. Да, ние информациите ги добиваме од УХМР. Ние не прогнозираме и можам да ги пофалам дека нивните прогнози, особено оние за 3 дена, се исклучително прецизни. Ги советувам граѓаните да ги слушат прогнозите, со тоа што напоменувам, прогноза е прогноза, не може секогаш да биде точна. И тие прилично прецизно предвидуваат во кои делови од државата ќе има врнежи. Реално најголемата помош е таа. Па токму тоа граѓаните да слушат, но што доколку се најават силни поројни дождови на одредено место. Граѓаните безмалку се немокни затоа што ние зборувавме за оние основни канали кои што се добро исчистени, големите канали, примарните канали се исчистени и оваа сезона се покажа дека водостопанство добро ја завршило својата работа и они малку помали од нив секундарни канали се релативно во добра кондиција. Се појавува проблем со малите канали, терцијални канали, третостепени, кои што минуваат пред домаќинствата по населбите, за кои што некои луѓе не се ни свесни дека во суштина се канали кои што служат за одводнување во случај на вакви поројни дождови. Добар дел од нив се затрупани или ги нема, бидејќи градовите, урбаните средини се шират и овие канали ги нема. И во суштина можеби вакви поплави да нема во наредните 10-20 години, вакви количини на дожд, и граѓаните спонтано или фрлат ѓубре во нив или сами од себе, од наносите постепено каналите се затрупуваат и нивната пропусливост се значително намалува. Во вакви ситуации се гледа и реално кај ни се пропустите. Ова е, што велите, една од пропустите. Не се внимава и на тие канали кои што треба да бидат редовно чисти. Да, ние имавме координативна средба на која што имаше представници од ЗЕЛС и упативме информација до локалната самоуправа да бидат внимателни, да очекуваат појава на силни врнежи кои што може да предизвикат поплави, но реално и градоначалниците се прилично, би рекол, немукни, иако можам да ги пофалам за брзата реакција сите градоначалници, затоа што можеби за 1 час до 1,5 час посилните врнежи водата се повлекуваше, но и тие беа активни. Се разбира дека имаше оштетени улици, оштетени дворови, но пак ќе кажам, ние ја гледаме општата состојба во државата, значи ризикот по животите пред се и здравјето на граѓаните. Се сноѓаме со оние ресурси кои што ги имаме како држава. Дирекцијата за заштита и спасување вообичаено попладне и нема дежурни тимови, па се сноѓаме на начин што ги бараме соседните општини, односно самите градоначалници по потреба си помагаат. Па токму така, да. А доволни ни се ресурсите кои што ги имаме? Па за вакви мали поплави ќе повторам уште еднашка, на неколку места пумпите не можеа да бидат искористени. Иако сликите изгледат страшно, затоа што количината на вода е мала, но ќе повторам, штетата за погодените домаќинства е голема. Значи да не ме разберат погрешно. Ако некој има 1 или 2 педи вода во подрумска просторија или во приземна просторија, штетата ќе биде голема, ќе биде уништен мебелот, ќе бидат уништени. Тоа што си го имаат луѓето дома. Струен удар. Јас апелирам до граѓаните особено да бидат внимателни и при најмала поплава, значи 1 педа вода може да направи некаков електричен спој, да дојде до струен удар и граѓаните да бидат многу внимателни.
оние граѓани кои што имат штета, а неспорно е дека имаме оштетени домаќинства и земјоделски површини, треба штетата да ја пријават во локалната самоуправа, бидејќи во сите општини се формирани општински комисии кои ќе ја утврдат штетата, а потоа таа штета се препраќа до една централна комисија при владата на Република Северна Македонија и делумно надоместот на штета доаѓа од осигурителни компании, таму каде што тоа е можно, делумно од страна на владата. И ќе биде покриено, сакате да кажете. Би требало да биде покриено. Го споминавте Велес, почевме да зборуваме за критичните точки. Велес го споминавте, кои ни се другите места? Ако зборуваме за критични точки со оглед на тоа какво е времето, а со природата никогаш не можеме да бидеме начисто. Ај добро ги познавате состојбите во градовите. Јас би рекол сите градови и села во државата, сите населени места може да бидат изложени на ризик. Минатата година имавме поплава во Струмичко. Да. Во Струмичко поле, во некој од општините каде што некои од реките минуваат низ низински дели, се поплавуваат земјоделско земјиште. При тоа зафаќат и по некои од куќи. Еве оваа година состојбата таму е средена и немавме поплава, но пак ќе кажам, не можам однапред да предвидам, бидејќи буквално сите населени места постои ризик да претрпат одредена штета, но ќе повторам, не зборувам за поплава во која што би имало метри вода и луѓе би се давеле, би гинеле во неа. Зборувате за материјална пред се. Па, да. Штета, да. Кога сме веќе на тема подготвеност на службите, не зборуваме за пожари сега, оти времето ни оди во прилог. Но знаеме дека јули и август месец минатата година, да речеме, се сушни месеци со многу високи температури. Според прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи нема да го имаме тоа годинава, некои 2 недели само ќе бидат стабилни од август месец, но ќе видиме со температурите како ќе биде. Ние сме подготвени да одговориме на можни, не да Боже, пожари. Прво сакам да укажам дека вашата констатација за опасност од пожари не е најточна, затоа што доволно да излезете и пред вашата телевизија, тревата е до половина. Имаме метро трева. Насекаде вегетацијата е многу бујна. Дождовите помогнаа вегетацијата да биде исклучително бујна. Во нашата држава прашање на ден е кога, а тоа ќе биде за неколку дена, температурите нагло ќе пораснат. Иако и сега се високи, се движат по 27-8 степени. Но ни врне дожд. Да, ама па не ги чувствуваме. Запрашајте себе колку дожд падна во Скопје овие денови. Зависи во кој дел од Скопје јас видов дожд. Дождот е недоволен, бидејќи се работи за порои кои што траат саат-два, да ја одржуваат земјата и вегетацијата влажна. За известно време, јас верувам во средината на јули се ќе пожолти. Кон крајот на јули се ќе биде жолто, она што сега е зелено ќе биде жолто. Таквата трева од една искра може да биде запалена и потоа тешко да се гаси пожарот од трева да влезе во шума. Но оваа година можам да се пофалам дека сме добро подготвени, бидејќи трите авиони на Дирекцијата за заштита и спасување се во добра состојба, односно можат да бидат употребени за гаснење. Редовно сервисирани? Се во, може да бидат употребени за гаснење на пожари. Имаме 1 или 2 хеликоптери во Министерството за одбрана, 1 или 2 во Министерството за внатрешни, но и нашите противпожарни единици. И овде би сакал да ве пофалам вас, медиумите, без исклучок, сите медиуми, почнувајќи од националната телевизија, но и помалите медиуми, кои што сметам дека, особено последните 2 години, значително ја кренавте свеста кај граѓаните за опасност од пожари, но и за превентивните мерки. Една од причините зашто минатата година имавме помалку пожари е тоа што поголем дел од граѓаните се исклучително внимателни, но и дел од граѓаните благовремено пријавуваа и она ние нарекуваме рана детекција, рано откривање на пожари. Колку порано дознаеме за некој пожар, толку подобро. Ги повикувам сите ваши гледачи, доколку забележат чат, доколку забележат пожар, нешто е сумнително, веднаш да се јават на бројот 112, од каде што нашите оператори повикот ќе го пренасочат кон територијалните противпожарни единици, кои што ќе утврдат дали се работи за вистински пожар, бидејќи по некој пат може да се случи да имаме многу чата, малку оган. Особено ако се земат во предвид некои ѓубришта кои што постојано чадат, но територијалните противпожарни единици ќе утврдат дали се работи за пожар, од каков обем и ќе го изгаснат колку порано, толку подобро.
Ја споменавте тревата, па ме подсетивте дека постојано ги повикувате градоначалниците да си ја вршат работата и можеби треба малце повеќе хортикултурно да се повнимава, да се уреди. Овој пат ќе се обидам да ги амнестирам, бидејќи тревата расте со брзина. Јас живеам во аеродром, тревата расте на вистина бргу. Додека ја искосат една површина, додека отидат на друго место, ние мора да знаеме дека овие капацитети се ограничени. Ние како држава не можеме да имаме огромни одводни канали. Атмосферската канализација верувам дека е правена по одредени стандарди. За жал, кога имаме надпросечни врнежи, тогаш имаме и надпросечна вода која што ги надминува стандардите по кои што е правена атмосферската канализација. Од друга страна се поставува прашање дали треба да се размислува во насока да се прави многу, би рекол, голема одводна мрежа. Добра. Атмосферска канализација која што можеби ќе биде корисна во 10-20 години. Зборуваме и за ограничени економски капацитети. Од повеќе глава не боли, но тоа чини пари. Да. Кога сме веќе кај повикот кај градоначалниците, алармиравте за состојбата на одделни мостови. Бевме и на терен со вас, колешката Кристина беше на терен со вас. Ја проверивме состојбата од, па да речеме, 2 недели кога бевте на терен и кога повикавте дека треба итно да се превземат мерки, се превземаали. До каде е состојбата со мостовите? Ние веќе добиваме информации за состојбата на мостовите низ државата, бидејќи побаравме вонредно испитување на сите мостови во државата и надвозници, подвозници. Добивме некои исто дополнително информации за одредени слабости, но проверката, контролата на мостовите треба да биде постојана. Јас верувам дека нашите институции се доволно совесни да не дозволат мостовите да бидат во ситуација некој од нив да падне. Овде се работеше за, верувам, несреќен случај, пожар кој што избувна од засега се уште непотврдени причини, но штетата е огромна. Но ние не треба да чекаме да се случи нешто непријатно, нешто опасно по животот на граѓаните, за да действуваме. Затоа, како Центар за управување со кризи, постојано ги повикуваме сите надлежни институции и локалната самоуправа, но и во Наводници Македонија пат, бидејќи сега името е јавно предпријатие за одржување на регионални магистрални патишта, да бидат внимателни и постојано да ги проверуваат мостовите, но и надвозниците, бидејќи ние понекогаш минуваме по мостови без при тоа да сме свесни. Еве ќе ве прашам вас, дали знаете дека на 500 метри од вас има еден мост, надвозник, за кој што не знаете дека постои. Кај Хотел Континентал има, знаете дека има пешачки подземен премин. Добро, да. И тој не е во добра состојба, отидете таму, има некакви проблеми, но бидејќи прокиснува, е безбеден од аспект, но кога вие возете по него, вие воопшто немате представа дека минувате по мост. Знаете за кој место ви зборувам? Да, знам сега точно. Точно знам за кој место ви зборувам. Подземен пешачки премин. Во него има неколку дуќанчиња, неколку делови, на времето тоа виднаш ми текна дека сте купирале таму материјали, тие на времето работеа. Но не на време, тие се уште работат, вие не сте студенти и не одите таму. Да. Но тие работат, еве ве повикувам да отидете да направите една сторија, бидејќи некои од луѓето кои што имат деловни простори се жалат на протекување и одредени оштетувања. Ние она што е во наша надлежност го преземаме не секогаш јавно, понекогаш најчесто дописите ги испраќаме без јавност. Тогаш кога ќе проценеме дека некоја институција е недоволно сериозна, реагираме јавно, но можам да ги пофалам институциите, но и Центарот за управување со кризи, дека сега се далеку поагилни, односно кога ќе реагираме, многу посериозно ги сваќат работите, но понекогаш се работи за гранични случаи, например овој конкретен надвозник или како и да го третираме, бидејќи од дозвола минуваат луѓе. Од аспект на безбедност по граѓаните безбеден, таа е наша проценка, но сепак треба да отидат стручни лица да го погледат, а ве повикувам вас како телевизија да отидете на тој пешачки премин, но и неколку други надвозници, кои што во интерес на времето сега нема да ги спомнам. Но сепак, велите, не секогаш јавно, но проверуваме и си ја вршиме работата. Сакам да го заокружиме разговорот со оглед и на времето се разбира. Одговараат ли градоначалниците на вашите, па еве под наводници ќе ги кажеме, предупредување, односно увид дека треба да се превземе мерка конкретно за некој мост, надвозник, каде што лоцирате проблем?
Генерално да, пред повеќе од година и пол кога започнавме проектот Пријави опасност, тогаш имаше одредени нервозни реакции, но нашите, условно кажано, јавни реакции беа и кон институции на централната власт, односно институции на владата на која што јас припаѓам, но и кон локалната самоуправа. Имавме неколку случаи на нервозни реакции, но подоцна сватија дека нашата цела е едноставна. Безбедноста на граѓаните, и ја користам ова прилика да ги повикам сите ваши гледачи слободно да се јават на бројот 112 во случај доколку забележат било каква опасност. Нашите оператори информацијата ја пренесуваат во секторот за операции и координации на ЦУК, каде што истата е разгледана и се контактираат надлежните институции за да ја отстранат опасноста која што може да го загрози животот и здравјето на граѓаните. Благодарам за денешното гостување. Се разбира, се гледам и во друга прилика.